Одличен ритм сме на 11 минути после 12 часот, кога го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и продолжуваме на тема култура на 29 април во организација на студиото за танц Бах. По трет пат ќе биде одбележан светскиот ден на танцот. Ова е всушност повик за сите стружани да им се придружат на баховки и да танцуваат, затоа што танцот е јазик кој што сите го разбираат. Деталите околу овогодинешната програма ги дознаваме од Тања, кореограф и идеен творец на студиото за танц Бах. Тања трета година поред благодарение на студиото за танц Бах во Струга се одбележува 29 април и се слави танцот. На кој начин ќе го направите тоа оваа година? Најпрвин добар ден до сите слушатели на Плей Радио, сите слушатели на твојата емисија. Токму така, трета година поред го одбележуваме светскиот ден на танцот. И навистина една преубава манифестација, која што засега ние во нашето студио приватно си ја нарекуваме мал концерт, мала манифестација, затоа што во лето ни се случува тој огромен спектакуларен концерт. Мала манифестација со тенденција да прерасне во нешто навистина големо и убаво. Работиме на тоа затоа што и студиото Бах го заслужува тоа, но и нашата Струга. Така, во колку часот ќе започне, каде ќе се одржи, да ги дознаат деталите сите оние кои што не знаат? Значи, светскиот ден на танцот е 29 април и ние 3 години поред, без разлика во кој ден се паѓа, ние токму сакаме на тој ден да го обележиме светскиот ден на танцот. Оваа година се паѓа во сабота, 29 април, во 14 часот ќе се случува мал концерт во градскиот парк во Струга, непосредно кај библиотеката, пред градската библиотека. Еден час пред да започнеме со танцување, ќе има диџеј, нашиот диџеј Димитар, кој што ќе ги развесели стружани со миксови, со убава музика и веднаш, значи, точно во 14 часот ние стартуваме со мал концерт од околу 35-40 минути во кој ќе настапат сите групи од нашето студио со по 2-3 точки. И ќе биде навистина едно освежување, многу убавина ќе може да биде стружани, отворено е за секој кој поминува, случајни минувачи и намерни кои што веќе се запознаени и се разбира нашите родители кои ќе ги има во голем број да не поддржат и да уживаат во она што го нудиме. Така, кажи ми што покажува праксата од изминативе години, колку стружени знаат да ви се придружат и да танцуваат на вашите годишни концерти, нормално дека се само гледачи, но дали на светскиот ден на танцот знаат да се опуштат и да танцуваат, тоа што го спомена, и случајни, но и намерни минувачи? Точно така, нема човек кој не сака да ужива во музика, да се движи на ритам, но кога е јавно, може би малку, но луѓето се уште име, да кажеме, непријатно или незгодно да се вклучат во такво нешто. Но минатата година покажа дека се разбира децата, значи оние дечиња кои што не се танчери во нашето студио од Струга, кои дојдоа да гледаат, значи се приклучија на последната песна, игра, непосредно танцува, значи направи еден убав круг околу учесниците од студио за танц Бах и се приклучија, кое што беше наистина многу убаво и многу ме израдува. Дел од нив најверојатно ќе ви станат и нови членови во иднина во студиото за танц Бах, штом покажуваат афинитети. Сега на секој 29 април кореографи ширум светот испраќаат своја лична порака која што е поврзана со танцот. Која е твојата за оваа година? Епа вака. Ако ме прашате што е најубаво во животот, јас ќе ви речам дека тоа се желбите. А детските желби пак се најискрени и најчисти. Така, кога гледате едно детенце со колкава желба и возбуда доаѓа на часовите за танц, кога ги гледате нивните насмевки и сјајот во очињата кои им светкаа, значи полни со возбуда и радост, кога треба да танцуваат или пак кога се од другата страна како публика, кога гледаат некој убав танц перформанс, нивните среќни лица и аплаузи и воодушевување, тогаш јас фаќам дека навистина желбите се најубавото, но и најважното нешто во животот. Од желбите почнува се. А јас такви среќни лица гледам скоро секој ден, тоа е мојата привилегија како кореограф и човек кој работи со деца. И според тоа мојата желба е во светот да има повеќе танцување. Ако танцот е слобода, ако танцот е среќа, тогаш желбата ми е сите да се слободни и среќни.
Јас искрено посакувам за миг секој да се почувствува како танчер, затоа што танчерите не се само танчери, тие се изведувачи, тие се уметници, дишат во ритм, ги ослободуваат своите чувства и ги води срцето. Тие се смеат. На светот му фали повеќе насмевки. Во овој момент, барем јас мислам така, танчерите не танцуваат, тие прават многу повеќе. Тоа е мојата порака и желба до сите. Така и имаш навистина прекрасна порака по повод Светскиот ден на танцот. Е сега настрана од овој 29 април, кои се идните активности на студиото за танц пак, затоа што го подготвувате и оној спектакуларен годишен концерт кој што ќе се случи во јуни? Точно така, ние, како и секоја година познато на Стружани, секогаш на крајот од месец јуни подготвуваме голем спектакуларен концерт со се што сме сработиле и подготвувале во текот на 6-7 месеци уназад. Значи се подготвуваме за големиот концерт. Ние секогаш со интересни кампањи и со интересни реклами откриваме за што ќе се работи во следната година, во следните наши концерти. Значи тоа се уште малку ќе го задржам во тајност која е темата, но еве ексклузивно на Play Radio за прв пат го објавувам датумот 20 јуни ќе се случи големиот спектакл. Се разбирам, Play Radio Струга онлайн први ќе ги известат сите кои го сакаат танцот и кои се интересираат за нашите активности и програми. Тоа е она на кое што сме концентрирани во овој момент. Можно е да се оди на уште еден надпревар, но се договараме во овој момент со екипата, со професионалната екипа од студио за танц Бах и се разбира јавноста ќе биде благовремено известена. Така, ќе има уште многу причини до прва да ни бидеш гостинка. Ние уште еднаш ги покануваме сите љубители на танцот и воопшто сите Стружани на 29 април во 14 часот во сабота да ви се придружат и заедно со студиото за танц Бах да го слават танцот. Тања, многу ти благодарам што беше дел од денешното Play Cafe и секако пред концертот во јуни ќе ни бидеш повторно тука. Секако благодарам на честа. Поздрав до нашите слушатели на Play Radio. Уште еднаш покана до сите во сабота. Дојдете опуштено, уживајте, танцувајте, а исто и покана од мене до вас, до екипата Секако. на Play Cafe. Ве чекам да потанцуваме малку. Така, ние ќе ги пренесеме и впечатоците на 904 FM, исто така опуштено и со одлична музика го продолжуваме и денешното Play Cafe. Останете со нас се до 14 часот.